Моето прво прашање е поврзано со законот за јазици, предизвикува многу емоции, реакции. Ветивте дека законот ќе го испратите на анализа во Венецијанската комисија. Дали е тоа веќе направено? Значи, следната недела законот ќе биде пуштен со подпис на премиерот, бидејќи до Венецијанска комисија може да се обраќаат председател на собрание, председател на влада и председателот на државата да испраќаат. Јас не знам досега зашто председателот на државата не го направи тоа во изминат период кога имаше проблем, особено што се знае дека и закони кои што не се објавени, закони кои што и дури не се донесени може да се испраќаат. Ние законот за судови, например, го испративме додека беше уште во владина постапка за да видиме дали сме на добар пат или не, така што во тој дел заклучокот на владата ќе биде испочитуван во моментот кога се утврди, значи, законот на владина седница. Јас тогаш бев во Министерството за образование, но паметам дека се донесе заклучок кој што вели дека штом ќе биде донесен и објавен законот, ќе се испрати до Венецијанска комисија. Значи, во моментот се проверува преводот, се прават финалните документи и штом премиерот го потпише писмото, наредната недела се праќа законот до Венецијанска. Некои ваши колешки експертки по уставно право толкуваат дека на мислење во Венецијанската комисија се испраќаат нацрт закони, во нацрт форма, за да се добијат коментарите и тие да се вградат пред законот да биде усвоен. Не, законите се праќаат, може да се пратат и во фаза на донесување, но и во фаза од кога е донесен законот. Значи, во Македонија се правени најчесто се праќаат по донесување на законот. Значи, еве, во октомври месец ние имавме мислење од Венецијанска комисија за законот за судови кој што бил менуван во мај месец и во таа ситуација имавме одредени коментари на одредби кои што се уште постоја, мислам во моментот постојат во законот. Најреформските тие беа на ВМРО ДПМН, така велеа ВМРО. Тоа се буквално нивните, значи на нивните внесени како компромис одредби има најголеми забелешки и од тие причини за да не се повтори истата грешка, знаејќи го фактот дека треба 2/3 мнозинство во собранието за да се донесе законот за судови, јас решив дека подобро е да одам во постапка на донесување на законот, значи за да имаме црно на бело дека тоа што е ставено во законот е добро и да не се остави простор за нарушување на прецизните одредби кои што се формулирани заедно со Венецијанската комисија и по нивните сугестии. Сега тоа што е важно е дали имате согласност на ниво на коалиција, пред се на релација СДСМ-ДУИ, дека се што евентуално ќе дојде како забелешка од Венецијанската комисија, дополнително ќе го вградите како измени и дополнување на законот за јазици. Да, значи согласност постои и тоа е целта. Зашто вие би праќале на Венецијанска комисија ако немате волја да после тоа да имплементирате забелешки. Значи и самиот договор значи дека тоа што сме се договорили, тоа што донесено во законот, ако биде потврдено од Венецијанска комисија во ред, ако не биде ќе се менува согласно насоките од Венецијанска комисија. Вие сте експерт по уставно право, сте имале искуство со работата на Венецијанската комисија. Што мислите, очекувате ли забелешки од Венецијанската комисија? Бидејќи да го остравиме сега настрана прашањето за опфатот на законот, во смисла на тоа до каде оди унапредувањето на употребата на албанскиот јазик. Ако се види текстот, тој од правно-номотехнички аспект е далеко од идеален текст. Значи, јас, еве сега моето лично искуство во изминатиот период кога разговаравме за законот за судови. Венецијанска комисија во овој процес беше многу прецизна и ги ценеше дури и номотехничките формулации кои што постоја во законот со цел да не се овозможи различно толкување во праксата. Значи, на страна решенијата. Значи, сега тука се поставува прашањето кога ќе се прати законот, значи, велам наредната недела, што ќе биде практично јас очекувам фокусот на Венецијанска да биде на целиот закон, и на самите решенија, и на номотехниката, дали има одредени конфликти што ќе произлезат со други закони, хармонизација или не, дали има одредби кои што се недоречени, кои што се нејасни, дали има одстапување од европските стандарди. Според вас? Значи, точно ли е дека во една фаза личен представник на Ахметија е една млада нотарка од Скопје, Мајлин Дајдари, дека во некои тесни кругови дури ова се вика
закон Мајлинда Ло. И дека можеби ако е тоа така и разбирливо е зошто правно-номотехничкиот закон од ваков. Јас не знам, значи, кој го пишувал законот, еве најискрено кажувам. Знам дека уште во процесот на формирање на влада, тоа е јавно познато, дека како предлог на ДУИ дојде една верзија на законот, која што потоа беше преговарана и одредени одредби беа изменети, но дури слушнавме шпекулации дека тој предлог со кој што тие дојдоа дека бил работен во круговите на ВМРО ДПМН како понуда за коалицирање. Така што не сакам да шпекулирам, тоа се све шпекулации кои што ги слушам, немам сигурен одговор кој го пишувал законот и како. Знам дека од таа почетна основа со која што тие дојдоа, потоа тој текст се моделираше, се модификуваше и на крајот помина и низ секретаријат за законодавство, низ владена процедура и беше донесен.